Во новото издание на DigiPlus ке гледате. Google мора да избрише милиони записи со податоци кои произлегуваат од инкогнито прелистување на корисниците. Полските регулатори го казнуваат операторот Amazon EU со 7 милиони евра за залажување на клиентите. Ке прегледаме и кои земји имаат најдобрата и најлошата брзина на интернет во Европа. Доаѓа ултраефикасен авион со споени крилја која менува целата воздухопловна индустрија. Инфлуенсерка, направена од вештачка интелигенција, ќе стане водителка на шпанската национална телевизија. Ќе ви ги презентираме и 5 најбарани контролори во Анкоч. А во гейминг минутите ќе зборуваме за RPG играта со листа Crown of the Magister. Гледајте ме до самиот крај, ќе биде интересно. Добре дојдовте. Време и оваа недела да ги прочешламе новите дигитални вести, во кои се потрудивме и овој пат да ги опфатиме сите новитети и иновации кои сметаме дека ќе бидат интересни и за вас. Почнуваме со актуелностите од минатата недела и измамите кои ги користат големите гиганти кон корисниците за да постигнат свој бизнис придобивки и интереси. Google се согласи да избрише милиарди податоци и до некаде да ја ограничи својата мок да ги следи корисниците, по најновата одлука на Американскиот суд. Еве ги деталите. Во прашање е колективна тужба од 2020 година, која го обвини Google дека ја нарушува приватноста на корисниците со собирање на нивните податоци, дури и кога користат режим инкогнито. Во тужбата се бараа 5 милиарди долари оштета, но компанијата не го признава обвинението. Некои промени се веќе направени, а бришењето на податоците ќе стапи на сила надвор од Соединетите Американски држави. Во јануари, кратко време од како беа објавени плановите за решавање на случајот, компанијата ги ажурираше своите документи за да стане јасно дека се уште ги следи податоците на корисниците дури кога е вклучен инкогнито режимот. Истиот месец Google објави дека тестира функција која автоматски ќе блокира колачиња од трета страна, кои помагаат да се следи активноста на корисниците за секој што користи Google Chrome. Тие исто така се согласија да избришат стотици милиарди податоци за користење приватен прелистувач, се вели во соопштението на судот. Задоволни сме што ја решивме оваа тужба, за која и понатаму веруваме дека е неоснована, рече портпаролот на Google Хорхе Кастанједа, истакнувајќи дека тие нема да платат никаков надомест. Следни на листата измамници на корисниците се Amazon. Полските регулатори го прогласија луксембуршкиот оператор за онлайн малопродажба Amazon за виновен за прекршување на колективните интереси на потрошувачите и го казни со 7,2 милиони евра. Полските регулатори го казнија операторот на Amazon со 7,2 милиони евра за залажување на потрошувачите, за тоа како и кога ќе ги добијат своите нарачки. Жалбата беше против луксембуршкиот оператор на полската веб страница на Amazon. Регулаторите пронајдоа погрешни практики за тоа кога се склучува договорот за продажба и двосмислени правила за датумите на испорака и правила на потрошувачите. Ова доведе до она што тие го нарекоа неправилности во тоа како Amazon доставува производи преку својата веб страница. Во соопштението за почеток се истакнува дека Amazon може да поднесе жалба во судот поради оваа казна која не е конечна. Ново истражување ни открива делови од Европа со најбрзи и најбавни брзини на вчитување на интернет. Во просек поминуваме помеѓу 6 часа дневно на интернет, а ова може да биде или многу продуктивно користење на вашето време или вознемирувачко искуство, во зависност од тоа дали вашата интернет конекција е добра или лоша. И се чини дека во зависност од тоа во која земја се наоѓаме може да биде клучен фактор за тоа дали ќе уживаме во искуството или не. Еве што велат новите статистики. Каде има добар, каде лош интернет. Користејќи ги податоците од проверка на брзината на вчитување на веб страниците Google, услугата за споредба Business Comparison ја испита просечната брзина на вчитување на веб страниците и на десктоп и на мобилни уреди за секоја европска земја, при што нордиците особено доминираа на врвот на табелата. Шведска е на првата позиција со најбрза брзина на вчитување на работната површина од 3,74 секунди. Следна е Финска 3,84 на второто место. Првата земја во
светот која пристапот до интернет го направи законско право во 2010 година. Во заедничката трета позиција се најдоа Данска и Летонија и двете со просечна брзина од 4 секунди. Следна е Литванија на петото место со 4.14, а зад неа и Швајцарија 4.23. Во однос на брзините на вчитување на мобилните уреди, Шведска повторно има најбрзи резултати со просечна брзина од 7,48 секунди. На дното на рангирањето, времето на оптоварување речиси се удвои во Турција 10,22, добивајќи ја најлошата оценка, што се должи на потпирање на бакарни кабли стари 30 години според извештајот. Бугарија 90,38, Романија 8,59, Кипар 7,18 и Полска 6,9 ја комплетираат последната петорка. Истите земји по ист редослед исто така беа најлоши во однос на брзината на вчитување на интернет на мобилните телефони, при што Турција повторно имаше најбавно време на вчитување од 13,19 секунди. Од екс-југословенските земји податоци се достапни само за Словенија и Хрватска, кои се скоро идентични со брзина од 5 секунди. Продолжуваме вака. Доаѓа ултраефикасен авион со споени крилја која менува целата воздухопловна индустрија. Американската компанија JetZero објави дека нејзиниот импресивен демонстратор со споени крилја добил одобрение од Федералната управа за воздухопловство да започне со пробни летови. Овој напреден тип на авион, кој ги комбинира трупот и крилата во една елегантна форма, може значително да влијае на иднината на воздухопловната индустрија. Со дизајн кој се разликува од традиционалните авиони со труп на крила, Blended Wing Body го спојува телото на авионот со крилото со висок сооднос, намалувајќи го аеродинамичниот отпор за најмалку 30% и обезбедувајќи дополнително подигање. Ова зголемена ефикасност ќе овозможи продолжен опсек, подолго време на крстарење и зголемена ефикасност на испорака на носивост. Компанијата тврди дека овој авион може да користи дури 50% помалку гориво во споредба со традиционалните млазни авиони. Овој голем напредок во ефикасноста на горивото открива можности за значително намалување на оперативните трошоци и ја отвара вратата за подолги трансконтинентални летови, што може да го револуционеризира начинот на кој патуваме и транспортираме стоки. Сепак, предностите на овој авион не застануваат само со економско ниво. Дизајнот со споени крилја овозможува значително повеќе простор за товар и патници во авионот, што секако ќе биде добредојдено од секој што некогаш патувал на долги летови. Дополнително, ваквиот напреден дизајн ја отвара вратата за развој на чисти погонски системи во авиацијата, како што се електричните погонски системи за батерии, водород или амонијак, што се обидува да го реши проблемот со опсек на летот, што останува клучна бариера за широкото усвојување на овие технологии. Минатата година JetZero најави соработка со американските воздухопловни сили НАСА и FAA со цел нивниот авион со споени крилја да биде подготвен за комерцијална употреба до 2030 година. Сега е само прашање на денови кога ќе го видиме овој импресивен авион во акција. Се надеваме дека временските услови ќе бидат поволни за понатамошен напредок на ова револуционерна технологија. А сега се префрлуваме на мојата бот-колешка од Шпанија. Инфлуенсарка направена од вештачка интелигенција ќе стане водителка на шпанската национална телевизија. Дали ова треба да не загрижи нас ТВ водителите, ќе видиме во продолжение. Со кафена коса, насмевка што ги краде срцата и ултра згодна фигура. Инфлуенсерката од вештачка интелигенција што туку беше ангажирана како прв нечовечки водител на шоуто Преживеан во Шпанија. Многу сум возбудена што можам да објавам дека сум новиот виртуелен презентер на Супер тајни со Алба Ренај. Дел полн со емоции, мистерии и ексклузивна содржина што ќе направи да се чувствувате како да сте на островот со надпреварувачите. Им објави таа на незините над 11.000 фанови на Инстаграм. Ренај, дигитална замисла на Биалион, подружница на најголемата шпанска телевизиска компанија Mediaset España, е само една од најновите компјутеризирани водителки кои што допрва ќе влезат во бизнисот. Човековиот талент е незаменлив, а ние немаме намера да го сториме тоа, објасни Луис Мовила, директор на Биалион.
Таа не е дојдена никому да му ја одземе работата. Таа не дојде ни да ги замени новинарите или комуникаторите, кои се незаменливи, имаат вредности и човечка врска што никогаш нема да се постигне, барем во времето во кое живееме со ваков проект, додаде тој. Сепак, скептиците на социјалните мрежи, односно вработените во шоу-бизнисот, се против ботот. Дали повеќе би сакале да ставите робот над личност која студирала за работа и вреди многу повеќе? Но се разбира, на овој робот не треба ништо да му се плаќа, велат тие. Ова го поставува прашањето, дали следната сезона на Digi Plus ќе имам бот колега? Ништо не е невозможно. Она што е сигурно е дека ќе се вратам по рекламите со нови новитети за геймерите. Затоа бидете со нас до самиот крај. Добро дојавте назад во Digi Plus. Го следите новото издание, а сега е време да ве потсетам на можностите кои ги стекнувате како наш гледаш благодарение на соработката со нашите пријатели Анкоч. Денеска сите кои гледате Digi Plus и го скенирате QR кодот, кој што неколку пати во нашата емисија ќе се појави на екранот, имате можност да освоите ваучер со попуст на 3 специјално одбрани производи. Скенирањето можете да го направите или за време на емисијата, или на YouTube видеото, но до среда. Следете Digi Plus, скенирајте со вашиот мобилен телефон и добите го вашиот омилен производ по супер попуст. А сега е време за Анкоч Премиум, односно да дознаеме кои се 5 најбарани контролери. Се наоѓам во гейминг делот во премиум салонот на Анкоч. Со еден зборуваме за најпродаваните джоистици кои што во моментов се најбарани, се разбира. Па мислам дека е време еден да не ги презентираш и сите оние кои што бараат се во потрага, геймерите посебно, нели да знаат дека може да ги најдат тука. Апсолутно. Значи, најпродаваните джойстици секако за сите конзоли се првите од што се од Nintendo Switch, за Xbox и за PlayStation. Сега овие се некои варијанти што ги имаме. Од нив имаме буквално сите можни варијанти кои што се на цело подрачје достапни, под подрачје мислам на Европа. Тука ги имаме, конкретно ова е Pink Yellow верзијата, а ова е една специјална едиција која што има само во Анкоч и на нино друго место не може да се земе. Тоа е ова OP Sunkist Edition. И во оваа едиција е специјално тоа што има боја која што е уникатна и се рефлектира, и од другата страна го имаме Cosmic Red Edition на DualSense. Ова е само за PlayStation 5 контролер и секако сите овие се лимитирани едиции. Ги имаме и црните, ги имаме и белите, ги имаме сите варијанти така да може да полете. Потоа ги имаме овие компатибилните контролери кои што сите, ама буквално сите се истестирани од наша страна. Значи немаме контролер кој што ние можеме да декларираме дека е на пример за PC, PlayStation 3 и PlayStation 4, ако на него пишува, ама ние тоа да го декларираме да кажеме аха, ова е за тоа. Не, сите ги имаме тестирано. Ако овој кажува дека за PC, PlayStation 3, за PlayStation 4, тој е навистина за тоа, бидејќи се испробали на сите тие конзоли и PC. Проверено и точно. Скроз, да, скроз. Потоа го имаме овој Genesis Mangan 400 од Genesis фирмата, кој што е многу интересен, доаѓа со кукиште и е повеќе направен за не за конзоли, туку евентуално од конзоли има само Switch, ама повеќе за мобилен и за PC, значи еден версатилен контролер што може да се користи за било каква намера. Секако цврст, силен, со осветлување на сите овие копчиња, така да многу добар контролер и секако компатибилен со тоа што го пишува повторно тестирано на наша страна. Иако се работи за различни конзоли, кој е твојот фаворит? Личното. Ова е многу добро прашање. Ете го. Xbox, дефинитивно Xbox. Xbox ми од секогаш ми бил фаворит заради Game Pass-от, заради тоа што е отворен систем. Секогаш ќе ми биде број 1. Ти благодарам. Фала и на вас. Role Playing Games, или скратено RPG, во превод игра со улоги, е игра во која играчите ги преземаат улогите на ликовите во измислен амбиент. За оние кои што се фанови на овој тип на игри, дефинитивно ќе уживаат во следните минути кои ги посветуваме на играта со листа Claw of the Magister. Хајде малку да ги имаме.
Tactical Adventures е француско инди студио кое е задолжено за одржлива тактика RPG игри од изометричка перспектива. Со листа Crown of the Magister, основната игра излезе во мај 2021 година и за брзо време успеа да ги импресионира геймерите со релативно впечатлива приказна и бројните одлуки кои ги донесувате. Покрај ова, на многумина им се допаднаа разноликите места за истражување и длабоките геймплей механики. Охрабрени од 88% позитивни реакции на Steam, студиото неуморно изфрлаше додатоци за играта. Подоцна почна со ефикасна кампања за префрлување на играта на конзолите на Microsoft и Sony. Во поглед на тактизирање и епски битки може комотно да стои рамо до рамо со најдобрите игри од овој жанр. Играта е одлично оптимизирана за PC5 со стабилни 60 фреймови во секунда, а бројните комплексни операции се одлично вклопени за активирање преку контролорот. Така да доколку барате дружење со солидна RPG игра пред големите екрани, Салиста е одличен избор. Со гейминг минутите го завршуваме ова издание на Digi+. На самиот крај да ве потсетам да не заборавите да не следите на социјалните мрежи преку TikTok или Instagram каналот DigiTV.mk. Но доколку нешто сте пропуштиле, во целост сите емисии можете да ги најдете на нашиот YouTube канал DigiTV.mk. Па се разбира цела оваа недела, зирнете што се сте пропуштиле или што се сме презентирале во изминатите изданија на Digi+. А со ново издание се гледаме следната недела во истиот термин на Телма телевизија. Убав остаток од викендот, поздрав Македонија!